Почитувани председателки, почитувани медиуми. Минатата година, истиот период од годината, се потребно да дискутирам транспарентно, бидејќи сум дел од спортскиот живот во Република Македонија, спортски работник, и оваа година ќе се потребно на таков начин да дискутираме и да загрижувачи. Зошто бажам ова? Значи, стигна програмата, до нас предно програмата, читајќи програмата, исповедувајќи програмата од миналата година, која имавме пред нас, јас искрено ништо не забележав поразлично, ништо по-инновативно, ништо по-храбро, ништо по-смело, ништо што можеме да возможиме подобри услови, односно простор за работа на нашите спортисти, на нашите градби. Едноставно, тој што подготвил програмата и употребил опцијата copy-paste и си ја завршил својата работа и на крајот да биде трагедијата уште поголема, да има целата приказка уште поголем несреќен крај, сумата која е изразена во денари, за тоа колку општина Битола, односно градчанот Тавецки ќе одвери за спортот во тековната 2015 е драстично помалку. Според мене, забрижувачки факт, и мислам дека треба трезвено сите овде да почнеме да размислуваме во овој момент и баш за оваа точка да се развие малце по обширна дискусија, каде што се надевам дека некои кои не се запознаени, кои не може да сватат тие работи, ќе сватат кои се предностите кои ги дава спортот, развивањето на млади генерации, развивањето на нашите спортски клубови, успеси на нашите спортски клубови понатака. Ќе се потрудам да направам некоја минимална споредба. Значи, минатата година општина Битола издвои околу 400.000 евра за спортот, а околу 500.000 евра за култура. Коше помина годината, иди наредна година, и оваа година програмата вика околу 250.000 евра за спортот, 450.000 евра за култура. Или, според мене, 100.000 евра помалце од лани пари за спортот, или според мене оваа година спортот и културата 200.000 евра разлика. Значи, мислам дека крајно време е во ова време на пороци, во ова загаден воздух во кој живееме ние, барем да овозможиме на нашите поколенија основни предуслови за спорт. Сега ќе се потребува да направим уште една разлика, а таа е разликата која делуваат другите општини во нашата република за спорт. Општина Центар одделува само за кошаркарскиот клуб работнички 15 милиони денари. И плюс други останати средства за развивање на другите гранки во спортот. Повеќе од Битола. Општина Аеродром за кошаркарскиот клуб МЗТ исто така повеќе од 15 милиони денари издвојува за кошаркарскиот клуб и повеќе средства за останатите гранки од спортот. Значи, кога може општина Центар и општина Аеродром само за еден клуб да одвојува толку средства, ние можеме само за целокупниот спорт да одвојаме толку средства. Сега да го разгледаме поделникот на комисија од черот на комисијата која водеше комисијата, беше презентирана програмата и ни беше кажано дека 15 милиони денари, нешто повеќе од 15 милиони денари одат оваа година за спортот. Или од тие 15 милиони денари
8 милиони денари одат за фудбалскиот клуб. Плюс некаде околу милион за развој училишен спорт, плюс милион денари за одржување на традиционални спортски манифестации. Иначе нас не остануваат негде околу 7 милиони денари или нешто повеќе студијари. За мене, а мислам и да за целата битовска спортска јавност, се премногу малце пари, односно смешна е таа сума да се оддели за спортот во 2015 година во општина Битол. Ова година, за разлика од минатата, со фудбалскиот клуб имаме чиста ситуација. Треба да испратиме на нивната сметка некаде околу 8 милиони денари. Не знам зашто, прашувам зашто. Значи, кога веќе знаеме колку пари треба да испратиме, не се направило простор во буџетот да тие 8 милиони денари не влезат во програмата за развој на спортот, едноставно тие да башка, а овие 15 милиони денари, кои пак не се доволни, или ги прифатиме можеби, да чисти за развој на спортот. Значи, имаме чиста ситуација и ние ја усложнуваме. Или уште поинаку кажано, не само што усложнуваме ситуацијата во спортот, и ги отежнуваме условите на другите категории во спортот. Сакам да предложам вечерва да овозможиме рамка на дупло зголемување на буџетот за наредната 2015 година, или, ако тоа не е возможно, тие 15 милиони и 200 000 денари кои се предложени во програмата за спорт не останат како такви, а оние 8 милиони денари кои треба да ги испратиме во фудбалскиот клуб, да ги разделиме, а да не влегуваат во тие 15 милиони денари. Благодарам. Тоа на буџетот кој што го предложиш.